Секогаш кога немам идеја што да сготвам, дали било за ручек, вечера, доручек, првото нешто што ми доаѓа на ум е некоја месен рецепт. Не знам зошто е тоа така, заради тоа што во суштина не сум толку љубител на месени работи, обожавам пасти, ама не толку пити пастрамали, меѓутоа најмногу сакам да ги правам. Денешниот рецепт е инспирација од оние месени работи, каде што може да ставите, да ги наполните, како еден голем круасан кој може да го купите во пекара. Ќе направиме тесто кое ќе има пченкарно брашно. Пченкарното брашно, кога се става во бело тесто, дава малку грудчиња низ внатре, малку е посуво. Тоа што е посуво, самото брашно како брашно, му дозволува наполнењето да се сготви во исто време додека се пече лебот без при тоа да ви изгори. Најпрво ќе ви покажам како да го направите тестото. Имам 4 шолји бело брашно. Белото брашно ни треба за да може да го активира глутенот и квасецот да го активира глутенот. Доколку употребите само пченкарно брашно, можеби не конзумирате глутен. Овој рецепт е одличен за оние кои не смеат да користат глутен. Доколку не смеете бело брашно, искористете само пченкарно, меѓутоа наместо квасец, бидејќи квасецот нема да направи апсолутно ништо во тестото, доколку го искористите само пченкарно брашно, нема глутен, затоа ќе ставите 2 пецива. За да ви добиете таков лесен и убав леб кој може да го измесите, ќе ставите само пецива. Овој пат јас ќе користам квасец заради тоа што имам можност да употребам бело брашно. Значи 2 шолји пченкарно, 4 шолји бело брашно. Имам еден сув квасец, ако имате свеж, употребете свеж, меѓутоа јас секогаш кога го употребувам свежиот, бидејќи тоа е со свежа култура внатре, секогаш сакам да го пробам. Секогаш многу пати ми се случило да купам квасец од продавница, да го замрзнам во фриџидер и потоа кога ќе го искористам во некое тесто, тоа тесто да не порасне, односно квасната култура внатре да е веќе да не е жива. Затоа секогаш го проверувам во топла вода, ставам свежиот квасец, секогаш одмрзнат, никогаш немој да користите замрзнат квасец, ставам една лажичка шеќер и го покривам со тањерче. Го ставам на некаде каде што ми е уклучена ринглата во близина за да биде на топло. Доколку тој почне да создава меури, значи квасната култура внатре е жива. Сувиот најчесто секогаш е жив заради тоа што внатре е исушена квасната култура и потребно му е само допир со шеќер и глутен за да се активира. Ставам една цело пакетче сув квасец, ставам шеќер, кафеа во случајов, за да ми го активира. Ставате 2 лажици млеково прав. Го користам млекото во прав заради тоа што почнав многу да го користам искрено млекото во прав, заради тоа што секогаш кога сакам да направам некој леб, а при тоа не сакам да има вкусна кифла, затоа што секогаш кога користите млеко или кисело млеко за да замесите тесто, потребно ви е многу масло за да може тие убаво да се спојат, а јас го сакам оној лебаст вкус на ова тесто и почнав да го ставам млекото во прав. Пробајте, пишете ни дали ова е правата состојка која обичниот леб го дига на многу повисоко ниво со присуство на млечниот протеин. Имам тука 2 чаши топла вода. Ќе ги измешам сувите состојки. Измешајте ги сувите состојки и најдобриот принцип да направите добро тесто е прво да ги ставите мокрите состојки во друга чинија, а потоа да го додавате брашното, така имате контрола. Не секоја брашно е исто, не секоја брашно впива исто течност, затоа јас ќе го направам, ќе ставам во друг сад вода, а потоа ќе го додавам брашното и ќе мешам со дрвена лажица. Ќе ставам малку, само затоа што сакам да ми го ароматизира. Кога ќе ставите масло, а ќе употребите начин на месење, на тој начин на кој го полните тестото со воздух, маслото му помага тие меури да се двојат внатре во тестото после припечењето. Ќе додавам малку по малку и со дрвена лажица прво ќе го замесам додека е мокро тестото.
правењето тесто мислам дека е една цела филозофија. Јас многу добро ја владеам благодарение на мојата баба Лоска, која беше феноменална во печење на секакви видови теста. Кога оде во кучаник, ја станеше наутро во 5 часот или 4 и ќе ни направеше пиши, крофни, пастрмајли, погачи, еден куп месеници и сите финти кои ги знам за тесто, ги знам и ги имам научено од неа. Ме тераше од најмала возраст да ме учеше од најмала возраст да месам со незе и мислам дека баш нези должам, што ја знам целата филозофија на месење и печење. Вака се прави качамак. Некој ден ќе направиме качамак со сукало на наш традиционален македонски начин. Ова го правам за да ви покажам дека тестото е готово, односно има доволно брашно, гледате остана малку. Кога ќе почне да се одлепува од краивите, да не се лепи, тогаш е доволно споено да го префрлите на даска и да започнете со месење. Префрлам за да ја извадам целата негативна енергија соборена во текот на неделата. Така. Посветете му внимание на тестото. Јас го месам на истиот начин како што би месела тесто за пица. Секогаш од надвор према внатре, полнејќи го со воздух. Причината поради која го правам тоа е бидејќи наполнетиот воздух, кога ќе го ставиме во многу загреана рерна, јас ќе го ставам на 275 на 5 минути, само за да го наполни со воздух тестото, а потоа ќе го печам на пониска температура. Меѓутоа, начинот на месење е тој што е најважен, за да имате меко, убаво, наполната со воздух тесто, а крцкава кора. Ќе набраштам само површината. Ќе го оставам да стасува час и половина. После час и половина ќе го размесам уште еднаш и ќе го расукам во кора и ќе го оставам уште 15 минути повторно да се одмори за да нарасне двојно. За тоа време ќе го подготвиме полнењето. Додека тестото се одмара, време да го направиме полнењето. Денеска ќе искористам шунка, убаво исечена. Искористете да, ако сакате, свинска, пилешка, која повеќе ви се допаѓа како вкус. Доколку ја искористите свинската, таа има малце повеќе и вода, и маснотија во себе. Може да додадете, ако сакате, како финта, едно лажиче пченкарно брашно внатре за да ја упие целата вода во самиот филинг. Јас нема да употребам денеска, заради тоа што ја цедев претходно и ми стои баш надвор долго време. Еве гледате во тањерот веќе има истиснато доста вода. Ќе ја исечам на коцкички. Ја префрлам во чинија. Ќе
ставам половина калап козјо сирење. Ќе го исечкам исто. Ќе насеткам 2 кромичиња и белиот и зелениот дел на крупчиња. Ставам во смесата. Малку свеж макдонос, така. Исечкан. Супер комбинација би било во целава во цел овој рецепт и полнење да ставите и ореви. Тие можат малце да го збогатат дополнително вкусот и да имате крцкава текстура. Се тоа убаво ќе го промешаме. Треба да имате суво полнење. Заради тоа што доколку имате нешто што е мокро, внатре може да го уништите тестото, односно да му треба после многу повеќе време да се испече во внатрешниот дел, а од озгора да ви изгори. Значи баш суво полнење. А за сето ова да го соединам и дополнително да го направам суп, ќе ставам едно јајце. Само благо ќе го измешам. За да ми ги врзе сите работи додека се пече. Ќе засолам. И цен пипер. За малку шмек. Никој не мора да знае, додадете малку дафинка. Ќе го проверам тестото и се гледаме за кратко. Лебот се одмараше, го размесив по втор пат. Секогаш се чувствувам возбудено кога откривам стасано тесто, видете. Па дали ова не е нешто најсовршено што сте виделе? Значи готово е кога ќе го поминете со прстот и се прават конци. Ова е втор пат, еднаш веќе размесено, кога нарасна беше баш онака целосно полно. Ќе ставам брашно. Ќе го размесам уште еднаш, видете колку е полно со воздух. Баш кога го притиснете, рацете ви пропаѓаат. Сакам да направам една елипсаста форма, затоа што сакам да го направам како во форма на плетенка. Ето така. Имам и ново сукало меѓу другото. Многу ги сакам овие сукала. Со нив најчесто тегнам кори и правам штрудла со тегнати кори. Ќе ви покажам во некој од следните емисии како ја правам. Виенска штрудла со јаболка и тегнати кори на чаршаф. Значи дебелина од прилика, мислам дека ова е 1 сантиметар. Ви треба да биде подебело тестото, затоа што сакате да нарасне баш како леп. Ќе оставам дел каде што ќе го оставам полнењето. Ќе го наполнам на средина.
почнам полека да го врзувам едно па друго. Едно па друго. Имате, знам дека гледате празни, тие ќе бидат многу убав момент за да излезе целата дополнителна течност од лебот. Го затворам убаво за да не ми се отвори. И ве како изгледа ова совршено парче тесто. Ќе се обидам без да го растурам, да го преместам на тавата за печење. И еве како изгледа. Ќе ставам едно јајце. Само за да го премачкам. Малку маслиново за да биде меко. Со премачкувањето ќе дојдат до израз сите делови на плетенката. И ќе ставам ку мак. Рирната ќе ја уклучам на 250 степени да биде многу загреана во моментот кога ќе го ставите лепчето. По 5 минути ќе ја намелам рирната на 220 и ќе го печам околу 30 до 40 минути, зависно со тоа колку дебели сте ги исукале корите. Готово е кога ќе видите дека одозгора фатило коричка, поцрвенело тестото, а внатре кога ќе притиснете со една чепкалка, каде што е полнењето, бидејќи таму е влажно, треба да биде готово тестото, односно да не остане на чепкалката ништо. И моментот кој сите го чекаме, уметничко дело. Полнет пченкарен леп. Изгледа феноменално. Го оставив малку да одмори, за да можам да го исечам. Видете како изгледа. Да ти е жал да го исечеш. Секој полнет и убав леп исполнет со многу вкусови, му фали малку крем. Јас денеска употребив мекле павлака и тоа беше се за денеска. Нашите пријатели Витаминка, Даути, Горење и Пакет МК секој ден ни овозможува да бидеме дел од вашите домови, да ви понудиме рецепти, идеи и да ве охрабриме да пробувате нови вкусови. Се надевам дека ви се допадна мојот избор за денес. Пратете ни слики доколку го направите. Многу би сакале да видиме како изгледаат вашите уметнички дела, а ние се гледаме веќе во следната епизода на Готвиме со Маја.